Формиран во 1965 година по препорака на УНЕСКО, Интернационалниот совет за споменици и локалитети ИКОМОС во 1982 година ќе го востанови 18 април како ден за заштита на спомениците и локалитетите, всушност како ден за афирмирање и подигање на свеста за повеќе кратната, исклучителна важност на културното наследство на спомениците и локалитетите за човечката цивилизација. Василка Димитровска е археолог, еден од основачите и програмски и креативен директор на ХАЕМУС. Добар ден, Василка, добре ни дојде во ова издание на Неделниот магазин. Добар ден, Каролина. Добро ве најдов, иако и вака виртуелно. Убав ден и на вас и на гледачите на Националната македонска телевизија. Кога зборуваме за културното наследство, ХАЕМУС веќе со години наназад во својата агенда и програмска определба, во својата суштина на активно работење, го има токму тоа. Афирмирањето на културното наследство. Нашите гледачи добро знаат, меѓутоа, ајде накратко една мала лична карта на ХАЕМУС, Василка. Така. ХАЕМУС е граѓанска организација и функционира како центар за научно истражување и промоција на културата. Во главном нашето седиште е во Скопје, меѓутоа делуваме на територијата на цела држава. Се разбира, делуваме и на ниво на Балканот и меѓународно со сите наши партнери кои што ги имаме стекнато во сите овие 8 години на постоење. А инаку во организацијата исклучиво се основачи и активни се професионалци од областа на културното наследство, археолози, историчари, етнолози, палеонтолози. Мислам дека сме една од ретките струковни организации од овој тип кои што се занимаваат со научно истражување, промоција, презентација, едукација, популаризација на културното наследство, се до културниот туризам. И чинам дека нашиот професионализам во се она што сме го сработеле во изминатите години, практично зборува и нашите продукти зборуваат многу повеќе за нас и за нашата работа отколку се што ќе кажеме или што ќе направиме. Она што ќе го оставиме за културното наследство, тоа е она што ќе остане. Токму така. Кога прималку во најавата го спомнав ИКОМОС, секоја година на овој ден, на 18 април всушност, ИКОМОС го афирмира она што го работи под една обединувачка тема. Оваа година темата на тоа активно одбележување и афирмирање на Светскиот ден за заштита на спомениците и локалитетите е со наслов комплексно минато, поинаква иднина. Чинам дека или така, разновидна иднина. Ајте така, разновидна иднина. Ајде малку нешто повеќе за тоа, ќе се вклучи ли ХАЕМУС на некој начин во одбележувањето на овој ден? Па ние сакавме да се вклучиме во одбележувањето на 18 април, кој што е земен како меѓународен ден на спомениците и локалитетите ширум светот, кој што го прославува всушност ИКОМОС, една огромна организација со седиште во Париз, во Франција, која што има и свој официјален огранок кај нас во Македонија, Националниот комитет ИКОМОС Македонија. Сакавме да направиме една невообичаена интерпретацијска тура за големиот пожар во Скопје за време на средновековната чума. Еднашка веќе го одложивме, бидејќи оригиналниот датум кога и настанот се случил е 26 октомври. Го презакажавме за сега за 18 април. Меѓутоа, бидејќи почнаа така наречените локдауни и препораките, тоест забраните од страна на државните институции да не се собираат повеќе од 4 граѓани, иако на нас оваа тура не ни беше замислена за повеќе од 10 до 12 луѓе, се надеваме дека ќе
ќе ја реализираме понатаму. Очигледно дека не е дојдено времето и мене ми е многу жал, бидејќи минатата година имавме еден многу интересен настан во соработка со Поетскиот слем Македонија. Сметавме дека треба да продолжиме да го одбележуваме овој ден на, како што популарно е наречен, Светски ден на културното наследство, но ги следиме препораките од државата и од нашите институции и за голема несреќа ќе мора да го одложиме овој невообичаен за наши простори настан, кој што не враќа во едно утро на 25 октомври 1689 година во 10 часот утрината, еден ден пред да се случи големиот пожар предизвикан или по наредба на генералот Пиколомини, кој што за еден ден ќе го срамни Скопје и пожар после кој градот ми се чини скоро 200 години нема да се опорави. Има ли нешто останато, Василка? Прости, има ли нешто останато? Некаква градба, некаква трага? Има многу работи останато од тоа Скопје, од времето на Пиколомини, значи зборуваме за 1689 година. Не само што има многу зграби, туку има и многу историски белешки, бидејќи се разбира, за да се направи интерпретација на културното наследство, тоа не е само една обична туристичка рута, туку пред се сака одење во архиви, научно истражување, собирање на белешките, нивно сложување, поставување во некаков контекст, градење на приказна, незина контекстуализација во научно-популарен стил, па дури потоа интерпретација. Треба да бидете на вистина многу археолошки и историски поткован за да направите една ваква тур. Ке мора и нашите гледачи, ке мора да забележам, јас сам и нашите гледачи веќе гледаат дека зад тебе, како позадина, нели е Кокино. Позната си по тоа дека ја користиш буквално секоја можност па и на невообичаен начин да ја промовираш убавината и културното, археолошкото наследство на нашава земја. Тоа се случува и сега, додека разговараме, меѓутоа да се вратам на она што пред малку го кажа, невообичаено. Чинам дека целата ваша работа е навистина невообичаена во најубавата смисла на зборот. Пандемијата искористивте, како што би рекол нашиот народ, секое зло заарно, па се посветивте буквално на едно истражување кое што се заокружи или се круниса со голем број на активности. Може да ги спомнам сега тука некаде и овие два прекрасни водичи. Едниот е водич низ модерната архитектура на Скопје, каде што и брутализмот како гранка, како правец од архитектурата е тука, и овој фантастичен исто така водич за византиското наследство што го имаме. Благодарам, Каролина, за убавите зборови. Навистина, со сите сили и со ресурсите кои што ги имаме во Хаемус, се трудиме да направиме промоција на македонското културно наследство. И како што и самата кажа, значи јас ги користам сите можни медиуми, простори, за да можам да направам промоција и презентација. Во овој случај мојата позадина е Кокино. Многу работи направивме за време на оваа пандемија, посебно откако почна оние така наречени локдауни. Една од работите кои што ги направивме, тоа е еден презентацијски вебсайт за Кокино, kokino.mk. Тој е комплетно непрофитен, од едукативен карактер, тимот на Хаемус стои позади него. И направен е бидејќи сметавме дека Кокино е локалитет кој што заслужува светска промоција. Тој е еден од најпосетените туристички локалитети во нашата држава. Потоа е уникатен по многу работи, се наоѓа на привремената листа на УНЕСКО, тоа државните институции повеќе би знаеле да кажат.
како и на кој начин ќе продолжим таа процедура со апликацијата во УНЕСКО. Но што се однесува до нас, ние собравме многу добри фотографии. Потоа ги организиравме текстовите и се обидовме да направиме навистина една убава промоција на Кокино. Не сметавме дека за неполна една година тој веќе ќе почне да се појавува на првата страница на Google, кога ќе искуцате Кокино, особено на латиница. И навистина сме задоволни, се разбира дека многу голема помош имавме од тимот на МК Хост, каде што и ни се хостирани најголем број на сајтовите на ХМУС и нивните предвидувања со одлична одработена позадина на некои клучни зборови, веќе за неполна година дава резултати. Може да откриеме уште нешто? Во меѓувреме работите на повеќе фреквенции. Ајде да не бидеме скромни, вие сте скромни, ама еве јас ке начнам. Докаде се скопските приказни? Докаде се истражувањата за она традиција на пиењето пиво? Докаде се и така натаму, и така натаму. Ќе откриеме нешто накратко, иако за сето ова и тоа како може да се зборува во посебни емисии. Така, дел од тие скопски приказни се всушност и двата водича кои што ти ги држеше во рака. Тие се публикувани крај на 2019 и 2020 година. Едниот е водич низ византиското наследство на Скопје, вториот е водич низ модерната архитектура на Скопје. Спремаме и нешто трето, но еве нема да издавам. Голема благодарност до градот Скопје, кој што ни даде кофинансиска поддршка во реализација на овие наши идеи, да на овој начин се обидеме да го представиме нашето богато културно наследство. И таа наша соработка со градот е веќе со години. Се надеваме дека ќе продолжи и понатаму и дека ќе имаат разбирање за она што го работиме како организација, како Центар за научно истражување, бидејќи претежно сме базирани во Скопје и нашата работа е од Скопје, се разбира дека тоа е и градот на кој што му посветуваме многу внимание. Боемските приказни, нематеријалното наследство на Дебар Мало, тоа е еден голем проект кој што го работевме пред 3-4 години со општина Центар. Тие се уште имаат ексклузивно право на тие материјали. Ние како автори можеме според законот после 5 години да ги добиеме тие права и да можеме да го преработиме научно-популарно тој материјал и да го приложиме пред јавноста, пред заинтересираната публика, пред медиумите и така натаму. Спомена и некои други проекти, бидејќи си запознаена со нашата работа. Во изминатата година, за време на пандемијата, успеавме да направиме еден голем проект, бидејќи ХМУС е носител на мартинките во УНЕСКО. Европската унија тоа го препозна и денот на Баба Марта, како што ни се вика нашата манифестација, беше прогласена за една од 10 најдобри европски приказни за 2020 година и благодарение на тоа добивме еден грант од Советот на Европа и од Европската комисија за култура и успеавме да направиме 6 публикации за мартинките, 2 боенки за деца на македонски и на англиски јазик и 4 визуелни читанки, исто за детска возраст, на македонски, албански, турски и англиски јазик. Имаме и некои други публикации. Мислам дека од прилика во изминатата година испрливме некаде околу 10 публикации. Ќе следат уште најмалку толку до крајот на оваа година, така да секој оној кој што е заинтересиран за нашите активности и за она што го работиме, може да не следи на некоја од социјалните мрежи, а присутни сме скоро на сите социјални мрежувања.
За крај, тука некаде пред да ти се заблагодарам за учеството во ова издание на неделниот магазин, продолжува вашата активност и твојата посебно, како еден од основачите, нели, програмски и креативен директор на Хајмус, на сите оние онлайн поврзувања, конференции, работилници, вебинари и така натаму и така натаму. Има нешто интересно во тој контекст во периодов што доаѓа до крајот на месец април? Па, спремаме нешто. Не би сакала да издадам. Минатата година имавме голем број на проекти кои што се однесува на такви онлайн конференции, семинари, вебинари и слично. Пак ќе напоменам, најдобро е секој што е заинтересиран да не следи на сметките на социјалните мрежувања. Правиме доста бесплатни вебинари. Еве пред 2 дена бев гостин еден голем таков вебинар кој што го организираше МКХост, претходно организираше ИКОМОС, претходно во декември имавме ние еден голем проект кој што се однесуваше на предприемништво во областа на креативните индустрии. Се работеше за серија на обуки кои што ги спроведовме со голем број на професионалци, за да можеме на посебно оние кои што се млади предприемачи од областа на креативните индустрии да им понудиме знаење и пред се искуство од овие луѓе кои што се веќе долго години во тој бизнис, за да можат некако и самите да стартуваат. Особено тоа е многу важно со онлайн присуството и со електронското предприемништво, бидејќи сепак живееме во 21 век и веќе по оваа пандемија се наметна дека најголем дел од бизнисите, впрочем како и моево гостување, ќе се одвиваат онлайн. За жал, да се надеваме, старите би рекле ке помине, а што не поминало, само живи здрави и да се чуваме едни со други, почитувајќи ги се разбира протоколите. Василка, ти благодарам што беше денес гостин, вака, барем виртуелно, нели, во студиото на Македонската телевизија. А ние се гледаме, Боже здравје, во некое следно издание, тука, во живо во студиото. Так. Благодарам и јас за поканата од Македонската телевизија. Секој пат е задоволство да се гостува во неделниот магазин. Ти благодарам.